Браќа и сестри македонци, ви благодарам што во оваков број дојдовте да го поддржите овој протест за слобода на политичките затвореници во Република Македонија. Јас ќе го повторам она што и Мане го кажа, што и Шаторо го кажа. Единствена земја можеби сме во светот која што во моментов има 20 наши браќа кои што лежат за тероризам. Токава терористичка келија претпоставувам нити Ал-Каеда, нити ИСИС, нити било која друга терористичка организација во моментов нема позанданите. Овие за жал наши патриоти и родолюби се во затвор само и само заради тоа што си ја сакаа Македонија и на тој 27 април пред 5 години влегоа да си го бранат уставот и она што е најсвето, својата татковина Македонија. Во продолжение ќе ми дозволите да ја прочитам декларацијата која што ја напишавме заедно Унија на ветерани на ВМРО-ДПМН и Патриотскиот институт на ВМРО-ДПМН Гоце Делчев. Тргнувајќи од одредбите на Уставот на Република Македонија за сувереноста на државата и суверенитетот кој произлегува од граѓаните и им припаѓа на граѓаните, потенцирајќи ги темелните вредности на уставниот поредок на Македонија, како основните слободи и права на граѓаните, владењето на правото и еднаквоста на граѓаните, посочувајќи ја уставната преамбула и историските одлуки со кои граѓаните на Република Македонија ја конституира Република Македонија како држава во која ќе се воспостави и зацврсти владењето на правото и ќе се гарантираат човековите права и граѓанските слободи. Унијата на ветерани на ВМРО-ДПМН и Патриотскиот институт на ВМРО-ДПМН Гоце Делчев донесува Декларација за правда и слобода за политичките осетиници во Македонија. Констатирајќи ги јавно познатите политички обвиненија и лажни сведочења за настаните од 27 април 2017 година, на кои се темела драконските и неправедни судски пресуди, изјавуваме дека борбата за правда и слобода на неправедно осудените ќе продолжи се до исправување на нанесената неправда. Под 1. Физичкото насилство, извршено од неорганизирани поединци, го осудуваме, но не на тероризам, бидејќи таков објективно и фактички немаше, за разлика од судско-обвинителскиот терор, со злоупотреба на моќ и монтирани процеси, кој е очигледен за секој честен и објективен граѓанин на Македонија. 2. Осудените во овие политички процеси се жигостани без докази за дело за кое се осудени, со цел да се сее страв меѓу граѓаните и да се остваруваат политички цели, а не правда и правдина. Подсетуваме дека луѓето кои физички го овозможија влезот во собранието на 27 април 2017 година се на слобода, истргувана на познат начин, а креаторите на пеколни планови се далеку познати. 3. Го потенцираме ставот на бројни и врвни независни еминентни правници во Македонија, но и надвор од неа, на реномирани универзитети и државни институции во земјите на ЕУ и пошироко, кои на специфичен начин ги коментирале правниот настан и дури носеле одлуки во врска со истиот, квалификувајќи го како политички, а не како правен процес. Истовремено, и најголемите светски демократи во слични и полоши ситуации и околности од оние на 27 април 2017 година во Македонија не настапувале со политички конструкти како тероризам, туку својот суд го мереле единствено и на фактички докази и на фер и темелна неселективна судска постапка. 4. Ги повикуваме последните инстанции во Македонија, кои можат да донесат правична одлука, да го следат правото и да ги поништат осудителните одлуки на судовите во прв и втор степен, базирани на политички обвинителен акт и врз лажни искази и сведочења, без никакви суштински и вистински докази за непостоечки тероризам. 5. Декларацијата ќе се достави до председателот на Република Македонија, председателот на владата на Република Македонија, председателот на собранието на Република Македонија и представниците на меѓународната заедница. Образложение. Настаните на 27 април пред
и по отварањето на вратите на собранието го променија текот по кој се движи македонската држава. Преименувањето на политичка сила, применувањето на политичка сила и судски и обвинителски терор преку еклатантни монтирани процеси, подигрување со правото и уништување на човечките судбини, подпомогнато од хајките на медиумските лакеи, кои произведува и бркаа вештерки, оставија трајна дамка врз организираноста на државата, многу поголема од физичкото насилство кое никој не го поддржува. И до Обединетите нации да се пушти писмо. Општеството има потреба од помирување и објективно согледување на настаните. Македонија мора реално да расчисти со случувањата на 2017 година, за никогаш да не и се повторат. Истото е можно единствено преку спроведување на вистинска правда, а не политички нарачки кои обвинителите и судиите, кои слугуваат на власта, а не на граѓаните и интересите на државата. Оваа декларација има за цел да биде гласот на секој објективен и чесен граѓанин на Република Македонија кој не трпи неправди, ја сака својата држава и се бори секојдневно за почит на нејзиното минато, подобра сегашност и перспектива во иднина. Да живее Република Македонија!